вечер. Започнуваме со дневникот на Канал Плюс. Моментално е период на матурските прослави. Во овие вести апели до славениците. За ова и другите настани за регионот продолжуваме по кратката најава. Останете со нас. Орото Копачка како македонско нематеријално културно наследство ќе се представи во Унгарија, заедно со традиционалните ракотворби од Малишевијата. Досега 820 земјоделци од Делчево и Македонска Каменица аплицирале за субвенции. Аплицирањето трае до 1 јуни. Осумдесет пинг-понгари во сениорската конкуренција, од кои 4 се од Штип, ќе ги одмерат силите на утрешното 23-то државно првенство во Штип, Во ек на матурските свечености, полицијата со честитки до матурантите, но и со подсетување да не се претерува со алкохолот и во никој случај да не се седнува зад волан во алкохолизирана состојба. За ова и за сообраќајната некултура, која е најмногу изразена во градските средини, полицијата денес со реакција. По повод престојните матурски денови од СВР Штип апелираат до сите матуранти да внимаваат, да не возат во алкохолизирана состојба или барем тоа да го прават во минимални количини, кои нема да доведат до несакани последици, односно убавите моменти да бидат уништени со една погрешна и непромислена постапка. Посебно апел до матурантите од гимназија Славчо Стојменски, кои вечер во хотел Лаза слават матурска вечер, да се воздржат од конзумирање на алкохол или доколку конзумираат алкохол да не употребуваат патнички моторни возила, бидејќи ПСБ со Штип ќе нема милост кон такви врачи во сообраќајот. Освен апелот за матурантите, СВР Штип со апел и до возачите, кои не ги почитуваат правилата за паркирање во централното градско подрачје, а воедно следуваат и казни. Согласно законските одредби се предвидени високи глоби во износ од 25 евра до 250 евра. Значи, упатуваме апел посебно за улица Машал Тито, улица Ванчо Прке, Кирил и Методи, каде доаѓа до стеснување на одвојување сообраќајот, по потреба возилата на брза помош и противпожарна заштита не би може на време да стигнат до своето одредиште. На овие места секојдневно се изрекуваат казни во износ од 45 евра, кои возачите можат да ги заменат со 25 негативни поени. Колку е можно повеќе обратнат внимание да не се користат возилата во нивна собственост, бидејќи знаеме ги последиците од претходните години, а воедно би сакал да им порачам на матурантите да се воздржат од сите агресивни однесувања при нивните веселби, бидејќи на асфалтните улици по градот често пати во овие денови сме сведоци на искршени шишиња, а тоа сето кошта, бидејќи секој оној што ќе расече гумата ќе треба да ја купи, а одговорност не сноси никој. А бидејќи е сезоната за мотоциклистите, исто така апелираат и тие да ги почитуваат поставените правила и прописи. Оние кои ги користат моторциклите, да максимално ги користат и дополнителните опреми кои се предвидени и со закон. Им препорачал и при изборот на оваа опрема да бидат мошни внимателни, бидејќи на пазарот има се, поготово на кациги треба да одберат и да тие кациги бидат во согласно со европските стандарди. Секој да ги почитуваме правилата, али моментално ја заборавив дома. Полициските патроли ќе бидат насекаде каде што се одржуваат матурските прослави и ќе ги контролираат сите учесници во сообраќајот. И градоначалникот на Штип примаријас магистер Илчо Захариев со честитка до матурантите. Внимателно со изборот на факултетот за оние кои ќе го продолжат образованието, како и со изборот на професијата, вели Захариев. Сакам да им посакам добро да размислат. Што понатаму, на кои факултети ќе се запишат. Сакам да им порачам да сите оние што нема да го продолжат своето образование, дека има работни места во нашиот град и ние отвараме такви работни места. И посебно мојата порака е дека мора во животот многу да работат, многу да учат, да бидат креативни, да бидат амбициозни, затоа само на тој начин ќе успеат во животот.
Исто така користам прилика и на сите студенти, апсолвенти кои завршуваат на нашиот универзитет Гоце Делчев да им го честитам апсолвирањето, побрзо завршувањето на студиите и поскоро барање работа во нашите колективи и стопански капацитети. Ние како локална самоуправа ствараме амбиент за развој на нашето стопанство и убеден сум дека голем дел од нив ќе останат во нашиот град, каде ќе најдат својата екзистенција. Во слободната економска зона во Штип наскоро ќе почне да работи фабриката на германската компанија Technical Textile. Првите 25 машини се инсталирани, а првите 50 лица се обучени во Словачка, каде што е матичната компанија. Германската компанија Technical Textile наскоро ќе започне со работа во Штип. Договорот е потпишан, а изградбата на објектот е во завршна фаза. Джеймс Вандалт, собственик на Technical Textile, изјави дека веќе е започната дистрибуцијата на машините за работа. 25 машини се инсталирани, а 50 лица се обучени во матичната компанија во Словачка. Собственикот најави дека за почеток се планира вработување на 200 лица, а во иднина бројката на вработени треба да достигне до 1000. Моментално бараме работници, администрација и така натаму. И многу сме задоволни со работата на луѓето од Македонија. Гледаме добра иднина. Имавме дискусии со други земји, а многу сме среќни што дојдовме во Македонија. Моментално разговараме за нови инвестиции и повторно ќе инвестираме во Македонија, вели Вандалт. Првиот човек на компанијата изрази големо задоволство од соработката која имаат со владата на Република Македонија, кој воедно соопшти дека оваа фабрика е само почеток и дека во иднина би направиле и многу повеќе. Отворањето на фабриката во Штип е во вредност од 10 милиони евра и дека во иднина се планира бројката од 200 лица да прерасне во 1000 вработувања. Крајот на мај е последен термин за аплицирање за земјоделски субвенции. Од подрачните единици на Министерството за земјоделство апелираат да не се чека последниот рок. Досега 820 земјоделци од Дилчево и Македонска Каменица аплицирале за оваа државна помош. До крајот на месец мај, земјоделците треба да аплицираат за субвенции. Барањата треба да ги поднесуваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што е регистрирано земјоделското стопанство. Препорака од надлежните институции е да не се чека крајниот рок. Ги известуваме земјоделците дека рокот за поднесување барања за сточарско и растително производство и за другите мерки кои се предвидени во програмата за директни плаќања за 2015 година е 31 мај. Нема да има пролонгирање на рокот, па затоа ги замолуваме сите земјоделци во предвидениот рок да дојдат да си ги пријават своите производства за директни плаќања за 2015 година. Во тек е поднесувањето и барања за произведено и продадено овчо, козјо и кравјо млеко во периодот од 1 јануари до 30 април 2015 година. Во овој момент се поднесуваат и барања за директна поддршка за сточарите, односно за произведено и предадено во млекара, кравјо, козјо и овчо млеко. Поддршката е 3,5 денари. И тоа се за месеци јануари, февруари, март и април 2015 година. Рокот за поднесување е до 15 јуни. До сега во подрачната единица во Делчево барања за субвенции доставиле 820 земјоделци, а минатата година бројката била 1800 земјоделци од Делчево и Македонска Каменица. Субвенции 3 години. На што? За сливи насад. Колку сливи имате? Па има 3,5 декари, иначе околу 60, 100, околу 160 дрвца. Како сте задоволни од оваа бенефиција? Многу сум задоволен. Да продолжи така? Така, да продолжи. Кој има повеќе нека работи и нека земат. Тоа е позитивна работа. За стошарство земо 2014 на Па јас сакам да продолжи да се унадема, да не се работи како што треба, бужи, унадат се. Викам, ние помалку стока чуваме, пјачуваме тој крави. Едната јуничка, едната е крава и 5-6 кози. И нивите не чинат малко, имам 2-3 декара. Па субвенциите се добри, ама не ја дава редовно, та ја преносат ту книги и блани подносих парите ги још нема, дали ќе дадат, дали ќе лажат, не знам. До сега и нема. Ни за крави, ни за кози, ни за ниви. Годинава за субвенции во земјоделството се предвидени повеќе од 140 милиони евра.
Денес се изврши технички прием на канализационата мрежа во Штипската населба Македонка. Станува збор за проект реализиран со донација на швајцарската агенција СЕКО и со учество на локалната самоуправа. Проектот е вреден 4 милиони динари, од кои 60% се средства од швајцарците, а 40% е влог на општината. Денеска беше извршен технички прием на новата канализациона мрежа со должина од над 1 километар во приградската населба Македонка кај Штип. Денеска заедно со изведувачот Изгрев инженеринг и надзорот и двете страни инвеститори правиме технички преглед на се што е сработено во канализационниот систем на населба Македонка. Веднаш по техничкиот прием, јавното предпријатие ИСР ќе започне со приклучување на домаќинствата на секундарната мрежа. После предавањето од општината на канализацијата во населба Македонка, кој што поодамна ни представува голем проблем, ние ќе пристапиме кон приклучување на секундарната канализација, односно приклучување на населението на главната канализациона, на домаќинствата на главната канализациона мрежа. Новата канализација ќе значи олеснување и за жителите кои досега честопати имаа проблеми. И очекуваме да биде се подобро. Страдаме толку години, подрумите се пуни. Се е добро, направена е нова, се. Ама старата кој треба се уклучи. Вредноста на новата канализација во оваа населба изнесува 4 милиони денари и е заеднички проект на општина Штип и швајцарската агенција СЕКО. Во Делчево се одржа пресконференција за медиумите по повод меѓународниот конкурс за афоризам и карикатура Пијанец 2015 на тема Внимавај човек, кој оваа година се организира традиционално по 4ти пат. Делчевскиот афористичар Миле Ѓорѓевски денес и официјално ги објави резултатите од меѓународниот конкурс за карикатура и афоризам на тема Внимавај човек. Првата награда, златната плакета на фестивалот ја освои познатиот црногорски карикатурист Дарко Дрлевич. Втората награда ја освои Олексис Кустовски, моментно еден од најголемите светски карикатуристи. И третата награда замина во рацете исто на едно големо име од областа на карикатурата Клаус Питер. Жирито оваа година одлучи да додели дури 10 дипломи, 10 специјални награди. Во категоријата на афоризми, првата награда за текст ја добива Александар Чотрич од Србија. Втората награда на наше задоволство е кај Витомир Долински, афористичар од Македонија. Жирито поради изеднашен квалитет одлучи да додели 2/3 награди кои одат во рацете на познатите српски сатиричари Владимир Драмичанин и Владица Миленковиќ. Неуспешните пристигнати карикатури и афоризми општина Делчево во иднина планира да ги спакува во форма на електронска публикација, а планирано е организирање на ликовни изложби во соседните градови. Ке се реализира изложба на најуспешните карикатури избрани од стручната жири комисија и општина Делчево, која што покрај во Делчево ќе биде понудена и на околните општини во регионот за представување на фестивалот. Ќе биде подготвена електронска публикација од пристигнатите карикатури и афоризми и останати промотивни материјали за општина Делчево. Иако за вечерва беше предвиден и меѓународниот фестивал на карикатури и афоризам Пијанец 2015, сепак истиот се поместува за месец септември кога ќе се одржи во рамки на манифестацијата Пијанечки денови на сливата. Главната гала вечер на афоризми со оглед на сатиричниот и афористичниот карактер планирано е како и минатата година традиционално да се одржи во септември, за што јавноста ќе биде дополнително известена. Инаку годинава меѓународниот конкурс за карикатури и афоризам на тема Внимавај човек се реализира во рамки на одбележувањето на 24 мај, денот на сесловенските браќа и просветители Свети Кирил и Методи, кои воедно се и покровители на општина Делчево. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски и градоначалникот на општина Пихчево Игор Поповски денес официјално го пуштија во употреба новото мултинаменско спортско игралиште во дворот на училиштето Ванчо Китанов во Пихчево. Игралиштето е дел од владиниот проект 100 мултинаменски игралишта во државата. Денес и официјално се пушти во употреба новото мултинаменско игралиште во општина Пехчево. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски и градоначалникот на општина Пехчево Игор Поповски ја пресекоа црвената лента на 42-то изградено игралиште, кој е дел од владиниот проект 100 мултифункционални спортски игралишта ширум државата. Го користиме повеќе време, меѓутоа официјално денес направивме отворање
Мислам, убаво е што директорот не почести со присуство. Посебна чест ни е што еве и ние како Пехчево добивме од 100 игралишта проект на владата на Република Македонија, реализирани преку Агенцијата за млади и спорт. Игралиштево е мултинамеско, служи за играње на кошарка, ракомет, фудбал. Младите тука може да се забавуваат во потоплите денови, вечерните часови има рефлектори. Имено досега од вкупно 100 повеќе наменски малски игралишта имаме реализирано вкупно 51. Ова е 42-то повеќе наменско игралиште кое што свечено го ставаме во употреба, а очекуваме некаде до крајот на годината да го заокружиме бројот на 60 изградени и свечено предадени во употреба повеќе наменски игралишта. Кога на тоа ќе се надодадат и 39 тениски терени кои што досега се изградени и 32 кои што во моментов се во фаза на градба, слободно можеме да констатираме дека Република Македонија полека но сигурно ја минува спортската мапа во својата држава и наша трајна интенција како влада е практично да овозможиме спортот да биде достапен секому и секаде подеднакво. На моје големо задоволство денеска имав прилика да дознам дека практично и 4 ученици од оваа општина се и дел од спортската академија во фудбал во подрачната единица, односно во дисперзираната паралелка во Струмица, што секако наидува на огромен интерес. По символичното пресекување на црвената лента, директорот на Агенцијата за млади и спорт и градоначалникот на Пехчево го означи и стартот на првиот фудбалски надпревар кој во продолжение го одигра учениците од основното училиште Ванчо Китанов од Пехчево, во чијшто двор е и сместено игралиштето. Ние овде играме почесто фудбал, кошарка, ракомет. Така, убаво ли е да се спортува? Па да. Играш ли ти нешто друго освен фудбал и кошарка? Па одбојка, ракомет. Така, постигнувате ли резултати во училиште со спортот? Да, постигнуваме. Јас најчесто играм кошарка. Играме и фудбал, одбојка, ракомет. Па убаво е да се има вакво игралиште за да можеме почесто да спортуваме и со тоа да бидеме здрави. Преку Агенцијата за млади и спорт во изградба на игралиштето во неговото опремување и осветлување се вложени 7 милиони и 300 илјади денари. Орото Копачка, село Драмче, ќе биде изведено во Унгарија на фестивал на нематеријални културни богатства. Освен со копачката, Македонија во Будимпешта ќе се представи и со традиционални ракотворби. Фолклорната група Копачка од село Драмче денес заминува за Унгарија, каде заштитеното од УНЕСКО Оро Копачка ќе го представат на еден меѓународен фестивал и собир на нематеријални културни наследства во градовите Сент Андреа и Будимпешта. Поканата ја добивме од организациониот одбор и господја Цонка, чија што поддршка беше многу голема во минатогодишната процедура за прогласување на Орото Копачка за светско културно наследство. А за истата ни посредуваше Министерството за култура, поточно управата за заштита на културно наследство. На 24 и 25 на самиот фестивал ќе настапиме два пати во денот и на 23 вечер имаме закажано концерт во Будимпешта, на место каде што такви групи како нас со културни наследства се представуваат и ја представуваат својата држава. Копачката на фестивалот ќе се представи и на етно изложба со рачни етно изработки од Пијанечко-Малешевскиот регион. Имаме подготвено кајани работи, ќе правиме воедно и работилница на изработка на кемјане, изработка на подница, на свирчиња од врба и од царевица, што викаме ние. Колку е значајно Орото Копачка како културно наследство на Македонија говори и фактот што заедно со нив на представувањето во Унгарија ќе ги придружуваат и представници од Министерството за култура, од Управата за заштита на културното наследство и Институтот за фолклор. Наша поддршка таму ќе бидат од Управата за заштита на културно наследство магистер Ивона Опетчевска-Татарчевска и од Институтот за фолклор доктор Величе Стојкова Серафимовска, кои што беа тимот кои што го бранеа Орото во УНЕСКО.
Членовите на копачката во Унгарија заминуваат како представници на Република Македонија, достоинствено да ја представат државата и пијанечко-малешевскиот регион, и како што велат пред се да докажат дека местото на орото копачка заслужено е во УНЕСКО. Улеснување на изборот на идната професија, образование, градење кариера. Отворен првиот центар за кариера и во Виница, кој ќе работи во склоп на Средното општинско училиште Ванчо Прке. Средношколците во Виница и идни бруцоши од денес имаат место каде може да побараат совети и поддршка во изборот на идната професија. Тим од обучени професори во Средното општинско училиште Ванчо Прке започнува со давање насоки и совети околу донесувањето на битните професионални одлуки. Учениците наистина имаат голема потреба, поготово при избор на нивното образование и на кариера, да добијат релевантни информации за да може да го направат вистинскиот избор. Поготово сега во 21. век, кога пазарот на трудот е многу динамичен, многу брзо се менува, наистина е неопходно учениците уште додека се во образовниот процес да ги добијат тие информации. Затоа и проектот, освен што опреми кариерни центри со нов мебел, компјутерска IT опрема и материјали поврзани со кариерното образование, исто така обучува и кариерни советници од овие училишта, конкретно од општина Виница, еден тим од 5 наставници веќе се во процес на обука, така да очекуваме некаде до крајот на ова лето целиот процес да заврши, веќе од септември активно да почне во вашиот град да се работи. Кариерниот центар е пријатно уреден простор, ќе го предводат или ќе раководат со него кариерен тим од тројца наставници, координатор на тимот јас Васка Лазарова, Сузана Ангелова професор и Даниел Парцански. Исто така имаме тим од кариерни советници, во кој што влегуваме јас, професорката Марија Митева, Сузана Трајкова, Тања Накивија Давидковска и Славица Алексова. Корисници на услугите на центарот, кој е меѓу 38-те во државата како дел од програмата на УСАИТС младинската мрежа, можат да бидат и родителите, училишниот менаџмент, локалната заедница, невладините организации и други институции. Изработени се специјални материјали за секоја таргет група, а се со цел учениците и граѓаните на секоја возраст и во секоја животна ситуација да прават пресек на своите вештини и интереси и квалитетно да управуваат со својот животен пат и кариера. Кариерниот центар во Виница, кој официјално го отворија градоначалникот Дончев и председателот на Советот Андонова, беше главното обележје на денешното чествување на патронот на училиштето, а следува и повеќе културно-забавни содржини со театарски перформанс, музички точки на средношколскиот бенд. Невладината Цивитас продолжува со активности за собирање средства за лекување на штипјанецот Иван Стојанов. Утре на мини плоштадот во центарот на Штип ќе има хуманитарна продажба на книги. Минатата сабота Сдруженијето за помош на социјално исклучени лица и ризични групи Цивитас започна со нова активност поврзана со собирање на потребните парични средства за лекување на Иван Стојанов. Станува збор за хуманитарен настан кој во континуитет ќе се случува секоја сабота, а се однесува на продажба на книги на малиот плоштад на пријателствата во центарот на Штип. Во текот на првата акција од хуманите луѓе кои купуваа книги биле собрани 3000 денари, кои веднаш се доставени на семејството Стојанови, дознаваме од основачот и председател на Цивитас Мартин Ѓоргиев. Истиот настан ќе се случува и утре, во периодот од 12 до 14:30 часот. По тој повод од Сдруженијето за помош на социјално исклучени лица и ризични групи Цивитас апелираа до штипјани да го посетат штандот на кој ќе се продаваат книгите и да ја покажат својата хуманост. Книгите кои се продаваат за само 50 денари се напишани од писатели и поети од Штип и од останати градови во државата, кои ги донираат своите дела за помош на Иван. Оваа акција ќе продолжи во иднина, односно секоја наредна сабота, а од Цивитас велат дека се додека не се соберат потребните 26.000 евра, ќе бидат со 24 годишниот Иван Стојанов. Ќе организираат и нови активности за да може да замине во Кина, каде треба да му бидат трансплантирани матични клетки за повторно да застане на нозе. Богата понуда на сезонско овошје и зеленчо ги намали цените, заради што денес на градскиот пазар во Штип задоволни беа и производителите и трговците и купувачите. Голем пат на цената има кај краставиците, а од овошјето најбарани се јагодите.
На денешниот Штипски пазар, кој е единствен петочен пазар во источниот регион, поборувачката на зеленчукот растеше. Овој петок цените на пазарот не ги надминуваат очекувањата на граѓаните. Сите произведувачи и продавачи се задоволни од денешната потрошувачка. Домати продаваме розов, црвен розов, краставици, блак пипер, љут пипер, јагоди сега се актуелни, сега им е сезоната, банани. Јагодите моментално се 80 денара. Сега е моментално најубавата јагода веќе, значи веќе втора берба е убавата јагода, 80 денара. Ја мислам не е и скапа, значи може секој да си купи да се дозволи. Благиот пипер исто 80, љутиот 70, краставицата малку е поевтина веќе, 30 денари. Домат имате 60, розов имате 80, 70 поситен. Лимоно малку е поскап веќе 90-100 денари. Да, на овошето расте цената, предвидејќи нели сега лето е, знаеш веќе и набавата е малку подалеку и затоа расте цената, а зеленчукот паѓа секојдневно. До наредниот пазар уште поевтино ќе биде, така да ќе можат граѓаните да купуваат повеќе. Покрај продавачите задоволни беа и сите оние кои се решија да ги наполнат своите домови со зеленчук и овошје. Краставици, клумпири, патлиџани, пипер, се има. Не е скап, ефтин е пазар. Најбарани на денешниот пазар беа краставиците, кои се движеа од 20 до 30 денари, доматите, како и јагодите. Во поплавите предизвикани од обилните дождови во јужниот и во централниот дел на Кина, најмалку 15 лица загинаа, а илјадници луѓе ги напуштија своите домови. Поради обилните дождови откажани се стотици летови, а метеоролозите најавуваат дожд и во наредните денови. Во заедничка акција на српската, шпанската и хрватската полиција запленети 7,1 тон кокаин на јахтата Амстердамер во шпанските води. Вредноста на запленетиот кокаин се проценува на 44 милиони евра. Американката Лора Вајт Харди успеа најпосле да ги положи своите матурски испити, откако за тоа и беа потребни повеќе од 80 години. Пред 80 на години за да може да матурира и недостасувале само оценките од неколку предмети. Сега по стари години во својата некогашна гимназија, таа успеа да ги добие и тие оценки. 100-годишната Лора сега вели дека го заокружила своето средно образование. Утре Штип ќе биде домаќин на 23-тото државно првенство во пинг-понг. Во спортската сала Јордан Мијалков во Штип учество ќе земат 80 надпреварувачи од цела држава. Утре ќе се одржат полуфиналните надпревари, а во недела финалните надпревари. Во организација на пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев при Универзитетот Гоце Делчев ќе се одржи 23-тото државно сениорско првенство поединечно за сениори и сениорки. На овој турнир ќе учествуваат преку 80 надпреварувачи во машка и во женска конкуренција од 25 екипи од нашата држава. Надпреварите ќе започнуваат во сабота со почеток во 10:30 во спортската сала Јордан Мијалков, додека пак во недела се полуфиналните и финалните надпревари, кои што исто така ќе се одржат во оваа сала Јордан Мијалков со почеток во 10 часот и 30 минути. Од пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев од Штип ќе учествуваат четворица надпреварувачи. На ова 23-то државно првенство учество ќе земат 25 екипи од цела држава, односно 80 надпреварувачи. Овде е крајот на дневникот. Следете не на социјалните мрежи и на нашиот веб портал kanalplus.mk. Ви посакувам пријатна вечер и убав продолжен викенд.